Добро утро, Ване, добро утро, Јована. Да, со затоплувањето на времето, но и на самиот праг од пролетта, многумина од граѓаните се соочуваат со симптоми на кивање, затнатност, како и чешање на очите. Поленот од дрвјата и тревите е еден од главните предизвикувачи на овие реакции. Како да ги препознаеме симптомите, на кој начин можеме да ги ублажиме? Утрово во Македонија на утро разговараме со доктор Арбен Реджепи, пулмолог. Докторе, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро до вас, добро утро до гледачите. Тоа е точно секоја година, значи со почетокот на пролета, се зголема бројот на пациентите кои што пројавуваат симптоми на алергија на инхалаторни алергени. Како што рековте, овдека секогаш се присутни настингите, така да почетокот симптомите може да се испреплетуваат, меѓутоа алергиските симптоми се јасни. После изложеност на алерген имаме бурна реакција вообичаено кај пациентите кои што се склони кон алергија, имат атопска конституција и најчестите симптоми се затнат нос, зачесено кивање, зголемена секреција на еден прозирен обично секрет од носот, имаме чувство на јадеж во носот, исто така и во очите, зацрвенување на очите, зголемена секреција на солзите, имаме и секретот може да се слева и во назофарингсот, со чувство на гребење во грлото, имаме и симптоми на кашица, доколку имаме зафатености на бронхалното стело, тоа е алергија на алергиска астма, значи може да имаме и тешко дишење, свириже во градите и така натака. Докторе, што можат граѓаните да направат за да ги намалат токму овие симптоми? Дали постојат едноставни превентивни мерки во секојдневниот живот? За жал, едноставни мерки не постојат, не може целосно да се избегнат алергените, посебно ако збориме за инхалаторните алергени, пошто тие ги има во нашето окружување, значи насекаде. Не може да се направи целосна елиминација. Меѓутоа, првично е многу важно да се детектира за кој алерген се работи. Значи, треба се направи стандардна палета налего тестови, било се работи за дермални прик тестови или за тестови од крвта, за да се евидентира самата алергија. И после тоа, се планира на кој начин да се избегнат овие алергени. Доколку се работи за алергија на полен, се разбира дека од страна на индивидуите кои што се алергични, треба се избегнат таквите периоди кога концентрацијата на поленот во воздухот е најголема, тоа е најчесто во утринските часови, значи до 10 часот некаде, и попладневните часови после 17 часот, вообичаено престој во простори кои што се затворени, кај што се климатизирани, кај што има поленски филтри во климатизерите или во пречистувачите на воздух. Секако избегнување доколку има целогодишна алергија, например на микрокрлежи од домашната прашина, или има целогодишна алергија на домашни меличи, на влакната, треба да се избегне контакт и да се минимизира тој контакт што е можно повеќе и терапијата нормално превентивна. Во таа насока и моето следно прашање, кога треба всушност да се побара лекарска помош и дали алергиите можат да доведат до посериозни респираторни проблеми како што е астмата? Значи, лекарска помош во секој случај мора да се побара, за да се детектира, како што реков, алергенот, да се види за кој алерген се работи. Најчесто инхалаторните алергени може да бидат сезонски, тоа е поленот на ранот цветачки или касо цветачки дрва, после на пролет, почнува некаде од март месец, па може да трае се до септември, понекогаш и почетокот на октомври. После имаме алергија на трева, алергија исто и на коров, и во секој случај кога имаме алергиски симптоми, мора да се побара помош. Понекогаш алергиските симптоми може да бидат толку изразени да го попречуваат нормалното функционирање во секојдневниот живот, а понекогаш може да бидат и изразени со тешко дишење доколку се работи за алергиска астма, попратено со свириже во градите, интолеранција на физички напор, понекогаш тешко искашлување, и тогаш мора да се направи палета на исследувања од пулмолог, алерголог, почнувајќи од стандардни кожни тестови, спирометрија и останатите подетални тестови за дефинирање на самата состојба. И за крај на нашиот разговор, кои терапии најчесто се користат за третман на пролетните алергии, дали постојат нови или поефикасни методи за нивно контролирање? Генерално правило е да не се зема терапија на своја рака, секогаш се побара лекарска помош од општиот доктор или специјалистите во одредена областа.
Значи, терапиите кои што се користат, тоа се антихистаминици. Со оглед на тоа дека хистаминот е главниот медиатор на воспалителната алергиска реакција, антихистаминиците се први, значи, кои што ги копираат симптомите. Антилеукотриените исто така делат на сличен начин и ја намалуваат алергијата. Потоа локалните антихистаминици, локалната инхалаторна кортикостероидна терапија ја супримира инфламацијата и секако дека, значи, основна терапија кај одредени случаеви, значи секојаш е специфичната имунотерапија, кој што се спроведува веќе долго години. Тоа не е нова терапија, меѓутоа со оглед на тоа дека повеќе децени се употребува, е проверена и е докажана во намалување на самите алергии. Доктор Реджепи, ви благодарам за разговорот. Фала и на вас и поздрав до гледачите. Благодарам. Утрово во Македонија наутро на тема пролетни алергии, како да се препознаат симптомите, како да се превенира, разговаравме со пулмологот доктор Арбен Реджепи.